Ова не е ковид бран, туку цунами, вака денеска директорот на Штипската клиничка болница Ален Георгиев го објаснува напливот на заболени од COVID-19. Само за илустрација да имаме представа со што се соочуваме. Ако во оној есенски бран имавме по 500 литри потрошок на кислород во текот на еден ден, овие наназад 5-6 денови дојдовме до бројката од 800 литри потрошени кислород во еден ден, што значи дека имаме многу потреба од кислород, имаме многу потешки пациенти, во моментот имаме дури 45 кои што имаме потребна кислородна поддршка. Денешното пуштање во употреба на модуларната болница е решение за исполнетиот капацитет на болницата во лекување на корона заболените, не само од Штип, но и од регионот. По кој што ќе префрлиме најголем дел од тешките пациенти кои што во моментот се лекуваат на инфективниот оддел. Овде имаме 47 места, ќе биде малку полесен третманот на пациентите, бидејќи имаме и централен довод на кислород овде. Така да, најтешките пациенти ќе префрлиме овде во оваа модуларна болница, дел од пациентите кои што се малку полесни ќе останат во зградата на инфективниот оддел. Со новото распоредување на пациентите и отварањето на модуларната болница, планот за нивно разместување од досегашните 4 одели е следен. Планираме да ги збринеме пациентите да ги покриваме на 2 оддела, на инфективна и во модуларна болница. Значи моментално попладне веќе ќе биде префрлањето на пациентите овде на модуларна, меѓутоа сепак според фактичката ситуација и потребата од кислород, сигурно дека ќе имаме пациенти кои ќе лежат и на инфективно одделение, ќе бидат зависни од кислород, значи пак ќе мора да бидат покриени со боци. Тука ќе биде предност и олеснување за нашите болничари, а секако и за сестрите и докторите кои бевме во моментот принудени да и самите одеме и носеме боци, се со цел да нема пациент кој ќе биде непокриен со кислород. За релативно краток рок, модуларната болница беше изградена. Значителен удел во незината брза адаптација има и локалните власти. Општината како град и јас како градоначалник стоам на располагање. Ние помогнавме, самата општина помогна во инфраструктурата на оваа модуларна болница, зборуваме водовод, канализација, струја. Еве сега помогнавме и со тампонот, меѓутоа не е завршена градата, тука треба да доасфалтираме, да направиме услови кои што ќе можат и возилата полесно да доваѓаат. Денешниот ковид рапорт покажува 2 починати пациенти од Штип, 58 на инфективно, по 5 со исклучително тешка клиничка слика на анестезија и кардиологија, 9 со лесна клиничка слика на кожно. Денеска во Штип евидентирани се 439 активни ковид случаи. Во останатите општини бројките се